Значи, твој доктор дома, јас би кажала дека го е замислена како таков тип на услуга која што го пополнува гапот помеѓу примерна здравствена заштита, матичен лекар, надвор од работното време и гапот помеѓу терцијерно здравство и за сите ви кажав оние кои што не можат да си го дозволат или пак можат, а не сакаат, односно сакаат да имаат бенефит од преглед дома. Така. Дали може да се направат и лабораториски анализи, односно да се земе крв и да се однесе од страна на твој доктор дома? Да, во тој случај претходно треба корисниците да најават дека имаат потреба од некаква лабораториска анализа. Ние исто така имаме соработка со референтни лаборатории. Битно е да се договори времето во кое што се оди или се договараме со наша референтна лабораторија нивни екипи да отидат или додека сме ние на домашна посета. Се разбира дека периодот во кој што треба да се обави домашната посета треба да е претежно утрински, за да бидат нели релевантни податоците од лабораторијата. И земаме примероци и после тоа нели ги доставуваме до лабораторија со која што соработуваме. Тоа е сега во моментов е Авицена. И мислам дека од кога најчесто стигнуваат резултати по плани, се анализираат од лекар, после тоа се комуницираме со луѓето. Значи, твој доктор дома не значи само во моментот преглед си заминувам и толку немам грижа. Останува комуникацијата додека не се добие дијагнозата. Да, додека не се добие дијагноза, ако треба пациентот да се консултира со интернист, ако се установи дека веќе нели компетенцијата не е веќе на примерно ниво, бидејќи сепак нели работат општи лекари, тогаш консултираме специјалисти, потенцираме некои кои што сметаме дека се нели релевантни за таа дијагноза, практично му даваме насока на пациентот каде треба да се обрати, како треба да се движи. И тоа е тоа. Добре, Јовановска, времето ни е кратко. Еве една препорака на крај до сите кои што имаат возрастни лица, а немаат можност да ги однесат во дом или едноставно сакаат да престојуваат во својот дом. Што се треба да направат и како да стигнат до услугата која што ја нудите? Треба да се обратат кон Сдруженијето Home Care Dula за грижа и нега на стари лица, која што важи, има лиценца за територијата на град Скопје. Град Скопје, апсолутно да. Би сакала да ги повикам дури општините за локална соработка, доколку има такви, нели, ние, пошто сме здружени, се работиме на такви проекти, за да бидат отворени за соработка, за да го реализираме тоа и нормално дека прво ќе придонесеме за развивање на микрозаедницата, а потоа е нели општо да се погрижиме за здравјето на нашите блиски. Мене лично ми беше сериозен предизвик да речам сето ова и